Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Не плач. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Не плач се зборовите со кои Господ Исус Христос и се обратил на вдовицата која ја сретнал во погребната поворка и која тргнала кон гробиштата да го погребе својот единствен син. Пред известно време таа го загубила својот маж, а еве, сега се простува и од својата единствена надеж, љубов и радост од нејзиниот син. Страшно е кога ќе се загуби некој од своите најблиски, родители, браќа и сестри, пријатели, но сигурно нема ништо полошо за родителот кога го губи своето најмило, своето чедо. Тогаш целиот негов живот се менува, се превртува. Ја губи својата смисла и се доведува до состојба на безнадежност. Ниту во најмала мерка можеме да си претпоставиме низ какви тешки мигови поминала и пресвета Богородица, мајката на нашиот Господ Исус Христос, стоејќи под крстот на својот син. Таа никогаш не би била и наша мајка, доколку не поминела низ тоа огромно и безмерно страдање, за кое преподобниот Силуан Атонски рекол: кога пресвета Богородица стоела при крстот, како океан била безмерна нејзината жал, и маките по нејзината душа биле неспоредливо поголеми отколку Адамовото мачење по истерувањето од рајот. Сепак, таа останала жива и по тие тешки страдања. Единствено, благодарејќи на Господовата сила која ја зацврстила, зашто Господ благоволил да биде удостоена да го види својот син воскреснат. Тагите, жалостите и страдањата на сите мајки, пресвета Богородица ги понесла со себе, па затоа кон неа се насочени нашите срца, кога тие ќе се најдат во мигови на очајание и тага по загубата на најближните. Читајте го денешниот евангелски расказ за тоа како Господ Исус Христос го воскреснал синот на вдовицата во градот Наин. Ние и не сакајќи си го поставуваме прашањето: зошто чудата тогаш биле можни и зошто тие не се случуваат и денес? Зошто мајките и понатаму ги губат своите деца, а Бог не ги воскреснува? Зошто секој од нас ги губи и своите ближни и не може да ги воскресне, иако силно и упорно се моли? Зошто токму оние кои најмногу ги љубиме и кои најмногу ни значат во овој живот, заминуваат од нас, па дури и предвремено и неочекувано? Зошто Бог, кој го воскреснал синот на наинската вдовица, не ги воскреснува и нашите синови, ќерки, браќа, татко и мајка? Праведниот Јов, за кого се говори и во старозаветните книги од Светото Писмо, откако ги загубил сите своји деца, ја раскинал својата облека во знак на жалост, па рекол: Господ даде, Господ зеде, нека е благословено името Господово. Јов бил храбар, мажествен и длабоко верен човек, кој се смирил под крепката рака Божја. Но има ли меѓу нас некој способен да ја прифати загубата на своите најблиски со таква вера и смирение, како што тоа го направил и праведниот и многу страдален Јов? Наместо да се трудиме да поседуваме такви брилијантни квалитети, нас не мачи прашањето: зошто? И ние не наоѓаме одговор на тоа прашање. Зошто во овој живот на тоа прашање не постои одговор? Само во идниот живот, кога ние повторно ќе се сретнеме со нашите роднини и ближни, ќе сватиме зошто било потребно сите ние да умреме, за потоа и да воскреснеме. Една работа потребно е секогаш да ја знаеме: смртта никогаш
не представува казна за било што. Смртта представува врв на човечкиот живот, негов венец и крај. Човекот живее за еден ден да умре и да премине во вечниот живот и подобар живот. Смртта понекогаш можеби наликува како казна за гревот, зашто Господ никогаш не заборава да не подучува по секоја минута од животот, а на таков начин и да ги исправа нашите животни патеки, па било да е тоа и преку смртта на нашите ближни. Но, за самиот човек, кој дури умрел и предвремено, например во некаков несреќен случај, па дури и да умрел без покаяние, смртта за него не представува казна. Смртта е премин за во другата страна, каде што човекот го очекува средба со Бога. А ако смртта не изгледа предвремена според човечките мерки, таа никогаш не е предвремена во Божите очи. Само Бог точно го знае оној момент кога секој од нас треба да умре. И само Он го определува денот и часот на нашата смрт. Но сепак, луѓето секогаш ќе ги мачи истото прашање. Зошто луѓето умираат предвремено? Пред се, заради тоа што многумина созреваат за средба со Бога и растат во полната мера на духовниот раст и возраст, многу порано пред да ја достигнат телесната старост. Земниот живот е само подготвителна етапа кон идниот и вечен живот. Во споредба со вечниот живот и 100, и 70, и 50, и 20, и 10 години од овдешниот живот се само еден краток миг. Но има и друга причина, според која човекот може да умре предвремено. Тоа се случува кога човекот толку многу е задлабочен во гревот, така што неговото понатамошно пребивање на земјава постанува бесмислено, па Бог го прекратува неговиот земен живот. Зашто за таквиот човек не постои ниту надеж за сопствено спасение, па Бог ја доверува грижата за неговото спасение на молитвите на Светата Црква. Страшно е да се умре во грев, да се умре, а да не се успее во покајанието, но сепак тоа е многу подобро отколку да се доживее таква состојба, кога духовното поправање постанува невозможно. Сега, кога го знаеме се во ова, треба да сватиме дека во суштина смртта и не постои, а фактот дека ние гледаме и понатаму умирања, треба да го толкуваме дека тоа единствено се однесува за смртта на телото. Човекот не умира, туку само во еден одреден период се разделува од своето тело, се разделува од овој свет и се преселува во другиот, невидлив свет. Во Бога нема мртви. Зошто? Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. И ќе настапи време кога по еден заповеден збор на Спасителот сите кои се умрени ќе се разбудат и сите ќе воскреснат за вечен живот. Вистина, вистина ви зборувам, иде часот и дошол веќе, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и штом го чујат, ќе оживеат. И ќе излезат кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување. Ете, така говори Спасителот. Светиот апостол Павле не се разжалостувал при помислата на смртта, туку се радувал. Не се плашел од смртта, туку ја посакувал. Сакам да умрам и да бидам со Христа, бидејќи тоа е многу подобро, им пишувал тој на филипјаните. На ист начин потребно е и ние да размислуваме за феноменот наречен смрт. Зашто Христос го уништи нејзиното осило и денес за нас смртта не представува зло, туку придобивка. Но сепак, ако не се плашиме од смртта, тогаш мора да постои нешто од кое мора да се плашиме и да чувствуваме спасителен страв. Единствено нешто од кое треба да се плашиме, тоа е гревот.
кој може и душата и телото да ги фрли во геената огнена. Гревот навистина е страшно зло, од кое душата помрачува, од кое наместо радост и мир во нас се вселува тага и жалост. Сепак, Спасителот ни подарил избавување и од ова најопасно зло, светите тајни, покаяние и причест. Затоа, да ги исповедаме своите гревови и да се причестуваме, па на таков начин, повторно, ќе заживееме душата, зашто крвта на Исуса Христа не очистува од секаков грев. Со зборовите не плачи, денес Христос се обраќа до секоја мајка и до секој еден од нас кој загубил некој од своите ближни. Да не плачеме, зашто ќе воскреснат нашите синови, ќерки, браќа и сестри, родители. Да не плачеме зашто сите ние еден по друг ќе умреме, но и ќе воскреснеме за да се сретнеме повторно еден со друг. Да не плачеме зашто сите наши упокоени ближни, оставајќи го земниот живот, преминале во подобриот, во оној за кој преподобниот Симеон, нов богослов, рекол дека во споредба со него овдешниот живот е словесно небо, кое е нацртано со молив на хартија, за разлика од реалното небо. Да не плачеме, зашто ќе настапи време кога ќе ја избрише Господ секоја солза од очите човечки и смрт нема да има веќе, ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, бидејќи поранешното помина. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.